За 6% е намален вкупниот криминал во државата за периодот од една година, и тој во моментов е најнисок во последните 20 години. Изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на свеченоста по повод 7 мај, денот на македонската полиција. Сузбиени се 16 организирани криминални групи, во кои што действувале 205 лица. Во делот на борбата против корупцијата беа реализирани повеќе значајни постапки, вклучително и случаи од висок профил, а сузбиени се и 4 криминални групи. Особено е значајно што вкупниот криминалитет бележи намалување и е на најниско ниво во последните 20 години. Ефикасноста пак изнесува 67,2%, што исто така представува највисоко ниво во последните 20 години. Овие резултати имаат многу подлабоко значење од самата статистика. Тие се порака дека законот мора да важи подеднакво за сите. Сообраќајната безбедност е еден од приоритетите на полицијата и овде постигнати се одлични резултати, потенцира Тошковски, изнесувајќи конкретни податоци за проектот Безбеден град. Проектот Безбеден град веќе дава конкретни резултати, при што се бележи намалување на сообраќајните прекршоци и бројот на жртвите. Овде само би сакал да ги споредам бројките од оваа година за месец април за градот Скопје, во споредба со минатата година за месец април за градот Скопје. Лани сме имале 8 жртви, оваа година немаме жртва, како последица на непочитување на сообраќајни правила во градот Скопје. Безбеден град полека се шири во сите градови и тој до нова година ќе биде присутен во целата држава.